почитуван северно-македонски премиер, еве и на нас од магарешка клупа ни дојде редот да поставиме денес пратеничко прашање. Чуден ви е овој принцип, председателе, кога бевме со двајца пратеници на четврто место поставувавме пратенички прашања, сега со 6 пратеници на 7 место. Гледам дека денес премиерот воспостави една пракса со вадење ливчиња, па и јас извадив некои ливчиња овдека. Ќе го почнам, 3 прашања имам, да кажам, сите 3 се упатени до премиерот. Ќе го почнам со едно ливче кое што нашето Биро за развој на образование го одобрило за брейнвошинг на нашите деца, конкретно од мојот син прваче, се вика Мојата татковина. Ќе го изрецитирам оваа стихотворба, ќе изрецитирам, или што ви рекла министерката со българска самосвест стихотворението да го изрецитирам, вика вака: Мојата татковина. Татковината моја не е било која. Лична е како слика, Северна Македонија се вика. Голема многу не е, но за неја секој песна пее. Премиере, сега ќе видиме која песна вие ја пеете. Нашата или вашата. Тука споменавте дека ќе употребувате Северна по надвор, а по дома ќе употребувате Македонија. Ајде да видиме колку вие употребувате и што тоа бара Охридскиот, тоест Преспанскиот договор. Еве листата на институции со нов назив, кој што Квислингот Николче Димитров ја донесе, каде што 136 институции се преименуваа во северно-македонски. Некои од нив, еве, чисто за пример на јавноста, ќе ги наведам. Македонски шуми, Македонска филхармонија, сите стануваат национална, Македонска опера и балет, Македонија пат, Македонска банка за поддршка на развојот, Музеј на Македонија, Македонска пошта, да не ги редам, ми ја сваќате поентата. Значи, дали Преспанскиот договор го забранува употребата на називот, тоест на придавката македонски, затоа што вие продолживте оној каде што СДС застана или заборавиле да ги сменат законите, а патем речено законите не се за надворешна, туку се за внатрешна употреба. И еве ги листата на 19 се до сега закони, кои што вие како влада предлагат, што вашите пратеници тука педантно и хируршки прецизно го менуваат зборот Македонија, Република Македонија, во Северна Македонија. А либито ваше е дека тоа е барање од Преспанскиот. Ајде да видиме што вика Преспанскиот. Член 1, став 10, алинеја Б. Вели, политичкиот транзицијски период ќе се однесува на сите документи и материјали исклучиво за внатрешна употреба на втората страна. Ние сме таа втора страна. Издавање на вакви документи кои не се опфатени во оваа категорија ќе се почне при отварање на секое поглавје. Па јас ве прашувам, кога ние го отворивме поглавието за јавен сектор, например, или за сообраќај, или за образование? Бидејќи овие закони кои ги предлагате во овие 3 области, каде што предлагате бришење на Република Македонија и замена со Република Северна Македонија. Или да го видиме членот 7 од Преспанскиот договор, кој што вели вака: Страните признаваат дека нивното сваќање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Тоа значи, почитувам премиер, дека нас не ни е забрането да го употребуваме зборот македонски, туку само контекстот е различен. Македонски за грците значи од антика, а за нас значи од словените кога дошли. Па прашањето ми е: зошто продолжувате со оваа погубна политика на демакедонизација и педантно бришење на секој трак од називите Република Македонија во законите кои се патем речено за внатрешна употреба?